Покрај примарната поддршка од 8.000 денари, оризопроизводителите во Македонија ќе добијат дополнителни 21.000 денари по хектар, што заедно ќе значи финансиска поддршка од 29.000 денари. Тоа беше радосната вест за земјоделците која при денешната посета на Кочани и Виница им ја соопшти премиерот Никола Груевски, кој истакна дека владата веќе донела таква одлука која веднаш ќе стапи во сила. Денес сакам тука во Кочани да ја објавам најновата одлука на владата на Република Македонија, која сигурен сум ќе им донесе радост на оризопроизводителите и на нивните семејства. Именно, со најновата измена на уредбата за ориз, ја зголемивме дополнителната поддршка за површина со ориз од 3.000 на 21.000 денари по хектар и го исклучивме скалестото намалување за оваа дополнителна поддршка. Со оваа вест практично премиерот го зачини свеченото отворање на најголемата фабрика за ориз во Кочани, Македонија, која всушност е турска инвестиција тешка над 4 милиони евра. Новата технологија ќе преработува до 120 тони оризова арпа дневно или на годишно ниво околу 360.000 тони. Турскиот инвеститор изјави дека уште пред 10 години имал намера да ја отвори фабриката, но дека сега се создале услови и тој е задоволен што ваква капитална инвестиција реализира токму во Кочани, каде оризопроизводството има долга традиција. Македонскиот ориз има висок квалитет, свесни сме за потенцијалот и инвестицијата е насочена за развој на оваа земјоделска гранка во Македонија. Со производниот капацитет, покрај што ќе го снабдиме домашниот пазар со високо квалитетен ориз, ќе може да одговориме и на потребите на европските пазари. Градоначалникот Радко Димитровски го искажа своето задоволство од реализацијата на оваа турска инвестиција и потенцира дека таа ќе биде од исклучително значење за производството, преработката и прометот со ориз. Денес сме сведоци на реализација на турска инвестиција со уведување на најсовремената технологија за сушење и лупење на оризот, чиј капацитет е 120 тони оризова рапа дневно, односно 36.000 тони на годишно ниво. Со Левиди Агро, но и со натамошна соработка со кооперантите од новите земјоделски задруги во Кочанско, очекуваме подобар пласман на кочанскиот ориз на турскиот, како и на другите европски пазари. Така, на земјоделците ќе им остане да се грижат за да го произведат висококвалитетни ориз, како што го бара пазарот. Тие го умеат тоа, а за откупот и пласманот ќе водат сметки други, оние кои што денес ги почестуваме со нашето присуство. Уверени сме дека најавените нови вложувања во механизација, во нови современи трактори, комбајни и друга механизација ќе ја сменат сликата на оризовите полиња, а пред се ќе ја подобрат економската моќ на земјоделците. На отварањето на новата фабрика присуствуваше и премиерот Никола Груевски, кој ги потенцираше ефектите од новите странски инвестиции од развоен, финансиски и од аспект на решавањето на невработеноста. По долгогодишна стагнација на кочанското стопанство, тој го посочи значењето на предходните две инвестиции во Кочани, фабриките Амфенол и Антура, кои вработија голем број млада работна сила. Со многу напори и од страна на владата и од страна на локалната самоуправа, на градоначалникот, со донесувањето на Амфенол, кој што стигна до 650 вработувања, а за 2 месеци треба да стигне до 1000 вработувања, со донесувањето на Антура, кој што стигна до 260, наскоро и до 300 вработувања, со најаве може нов капацитет да изградат, со рестартирањето на Руен, кој што досега имаат вработено околу 150 лица, еве денеска нова фабрика, турската фабрика за ориз, но и други домашни капацитети, комбинирано домашни и странски, така што бројот на невработени е значително намален во овој регион. Престојот во фабриката за ориз премиерот го искористи за разговори со градоначалниците од регионот и со стопанственици на теми кои ги засегаат. Инаку во рамките на набиената агенда од 4-часовната посета на Кочани, Оризари, Виница и Јакимово, премиерот ги посети новата социјална зграда во населбата Драчевик. Имав можност да посетам и други работи, како што е да речеме изградбата на објектот за
социјални станови, односно станови за луѓе од различни социјални и ранливи категории, како инвалидизирани лица, луѓе приматели на социјална помош, деца без родители и други категории на ранливи и социјални категории на лица. Зградата ќе биде готова во втората половина на следната година и 46 и 3 се извинувам, семејства од оваа зграда, од овој град ќе најдат свој топол дом токму на тоа место. Така што задоволство ми е откако ја завршивме првата со 29, сега се гради и втората согласно нашето ветување. Се гради и втората, така што тоа е една сериозна бројка за град како Кочани. Потоа спортската сала во Оризари, прва во ова развиена населба. Ја посетив салата во градење, која што е при крај, во Оризари. Спортската сала, која што ќе биде и со публика за околу 500 луѓе, која што во текот на овој месец ќе биде завршена и веднаш потоа пуштена во употреба. Тоа е прва спортска сала во Оризари. Во Виница Никола Груевски ја посети неодамно отворената конфекција Текспорт, каде се интересираше за почетните ефекти од низиното работење. Така што ова посета ја завршувам тука во ова неодамно отворена нова фабрика во Виница, која што се изгради во индустријската зона во Виница, нешто што го поздравив и преминатото доаѓање, создавањето на оваа зона, затоа што не само оваа фабрика, тука, како што може да забележите, се градат уште неколку. Денешната посета на двете најголеми општини во Кочанската котлина, Никола Груевски ја заврши во Јакимово, каде се сретна со жителите и разговараше за нивните проблеми и потреби.